Automotive Group на извонреден начин со комбинација на управување по асфалт, офроуд, специфична подлога, во едно навистина посебно доживување, успеа да ни ги долови перформансите и вредностите на новата Nissan NP300 Navara. Беше чест да се биде дел од конвојот со квадри и теренци кои го предводеа представници на најновото остварување на Nissan моделот NP300 Navara, носител на признанието пикап на годината за 2016. Македонскиот импортер на мощно специфичен начин во така наречената Navara Maximum Aventura, каде возевме на отворен пат на потегот Скопје-Маврово, а потоа по Макадам, Чакал, Песок, Кал, на падините на Бистра до Лазарополе, па назад во Маврово на најдобар можен начин, не увери во способностите во микс моделот кој представува изведба 3 во 1, пикап, специфичен SUV и семеен автомобил. Сето тоа зачинето со убав пикник, лазарополска баклава, студена вода од Бигорски. Благодарение на затворениот профил на шасијата, погонот на 4 тркала, робусниот 2,3 литарски турбодизел мотор со сила од 190 конски сили со 2 турбополначи или 160 конски сили со 1 турбополнач, Nissan NP300 Navara ви обезбедува мокни перформанси и најмала потрошувачка во класата, што е за очекување од еден Nissanов пикап. Без приговор ќе ве однесе каде и да посакате, без разлика дали е рамен, пат или земја, и тоа со потрошувачка од само 6,3 литри на 100 километри. Добро е да се почувствува возбудувањето на новата генерација пикап возила, која ви носи доверливо возење и удобност на ниво на премиум автомобил. Новиот пикап Nissan NP300 Navara со погон на 4 тркала се одликува со шасија со затворен профил, за разлика од полузатворените у профили кои обично се употребуваат кај пикап возилата. Се одликува и со нова мултилинк суспензија со спирални пружини, единствена во сегментот со носивост од 1 тон. Тоа ја подобрува удобноста и управливоста без негативен ефект на носивоста со 3 начини на работа на погонот. 4 VD, хај погон на сите 4 тркала за нормални офроуд ситуации, 4 VD Low, опција за теренско возење на проблематична и тешко совладлива подлога како што е песок, снег, длабока кал или 2 VD, погон на 2 тркала за возење по асфалти со дополнителните опции за помош за движење по нагорнини и контрола за движење по надолнини. Ова е пикап кој ви овозможува одлична тракција дури и при користење на опцијата 2 VD со гуми, плитки шари, а се тоа благодарение на системот ELSD. Однадвор изгледа како пикап со погон на 4 тркала, но внатре новата Nissan NP300 Navara делува повеќе како кросовер од премиум класата. Посебно привлекува ергономскиот дизајн, арматурната плоча и материјалите од врвен квалитет. Седиштата се со лумбална поддршка, двозонскиот клима уред. Овој пикап не е наменет само за работа, туку и за секојдневно возење. Новата Nissan NP300 Navara ги исполнува сите потреби со широката понуда на модели и изведби. Светски познатиот производител на пневматици Pirelli во Estoril неодамна ја лансираше својата најнова серија на производи P0, која преку еден од најголемите дистрибутери на гуми во Македонија, Мотоцентар, пристигнува и на нашиот пазар. Новината, како велат во Мотоцентар, ќе ги зацврсти позициите на нашиот пазар на брендот, бидејќи станува збор за мощна квалитетен производ.
Како клиентите во светот, така и во Македонија ќе може да се потпрат на вредностите на овие пневматици кои нудат врвни перформанси и сигурност. Pirelli одбележува 30 годишнината од првото појавување на P0 серијалот. За таа цел Pirelli ја лансира последната верзија на гуми, која што веќе станува легенда во последните неколку децении, заедно со сите своји варијанти почнувајќи од P0 системот на Rosso, Nero, Corsa, како и самата P0, која беше воведена во 2007 година. Целта е да се задоволи растечката побарувачка за подобри перформанси, сигурност и безбедност и да се зајакне Perfect Fit стратегијата на Pirelli која подразбира гуми по мерка за секој вид на возило. Новата генерација на P0 семејството пневматици се одликува со извонредни перформанси, максимална безбедност и стабилност на патот, дури и при големи брзини, помала бучавост, намален отпор при триењето, како и подобрени перформанси во услови на влажен коловоз. Овие карактеристики го прават P0 најнапреден и со најдобра технологија на денешницата. Новите P0 во моментот не само што се лидери во многу сегменти на пазарот, исто така се и мощно сигурни кога се работи за справување со екстремната моќ на модерните суперавтомобили. Комбинацијата од новите техники на моделирање, заедно со намалување на тежината на гумите и воведување на материјали кои што се богати со силикон, повеќе од 80%, доведува до намалување на отпорот при тркалање, 15%, а со тоа и помала потрошувачка на гориво. Pirelli гумите се дел од опремата на секое второ престижно возило низ светот. Возилата кои се сон на секој човек, како што се Lamborghini Centenario, Ferrari GTC 4 Lusso, Mercedes GT AMG и Porsche Boxster се фабрички опремени со новите P0 гуми. Владата на Велика Британија ја разгледува можноста за зголемување на даноците на автомобилите со дизел мотори. Според секретарот на транспортната владина агенција Патрик Макалфин, оваа мерка се наложува поради зголемувањето на загадувањето на воздухот во големите градови. Макфалин изјави дека досегашната практика на властите за поттикнување на купувачите на дизел автомобили била грешка. Во 1974 година само 7,4% од патничките автомобили во Велика Британија биле со дизел гориво, но во 2001 година владата го намалува нивниот данок и така тие достигнуваат 33%. 10 години подоцна, секој втор автомобил во земјата е со дизел мотор. Дизел автомобилите изфрлаат помалку јаглерод диоксид во атмосферата во споредба со бензиските, но пак повеќе други опасни токсични материи како азотен диоксид. Тој предизвикува болести од кои во Велика Британија умираат по 7000 луѓе годишно. Генерално, загадениот воздух убива над 40.000 британци годишно. Четирите најголеми норвешки политички партии постигнаа историски договор за забрана на продажбата на автомобили кои функционираат на фосилни горива, односно на бензин и дизел во земјата, а регулативата треба да стапи во сила од 2025 година. Оваа одлука е дел од новата енергетска политика на земјата, која цели целосна забрана на фосилните горива, иако во исто време Норвешка е еден од најголемите извозници на нафта во светот. Решението треба да биде дооформено како закон кој ќе стапи на сила. Во моментот Норвешка веќе е државата со највисок процент на продажби на нови електрични автомобили во целиот свет, 24%, што го прави целото откажување од бензински и дизел мотори пологички и полесан чекор. Во споредба во САД, електричните автомобили сочинуваат само 0,66% од продажбата на нови автомобили. Други држави кои размислуваат за слична политика се Холандија, Финска, Шведска и Индија.
Millward Brown објави најнова студија за топ 100 на највредните глобални брендови. Во неа Toyota повторно е највредниот автомобилски бренд во светот. Вредноста на Toyota изнесува 29,5 милиарди долари, пораст од 1,2% во однос на минатата година. Истражувањето се спроведува 11 години поред, а ова е девети пат како јапонската компанија е начело од автомобилските гиганти. Во вкупното рангирање Toyota е на 28-то место. На второ место според студијата на Millward Brown во рангирањето на автомобилските брендови е BMW со 26,8 милиарди долари или раст од 2% во однос на она што беше забележано при ланското рангирање. Баварците се на 33-то место од вкупно 100 компании. На третата позиција е Mercedes-Benz со 22,7 милиарди долари, вкупно 33-ти. За прв пат во историјата Tesla Motors успеа да влезе во ранкингот на најдобрите 10 кај автомобилските компании со вредност на брендот од 4,4 милиарди долари. Прекината доминација на малолитарските трицилиндарски мотори откако за меѓународен мотор за 2016 година беше избран агрегатот на Ферари 3,9 литарскиот битурбо V8. По 3-годишното владење на моторот на Ford 1.0 EcoBoost со 3 цилиндри, наградата за најдобар мотор во 2015 ја однесе трицилиндирското остварување на BMW за да годинава 63 членото жири, новинари од 30 земји, се одлучи за нешто сосем различно. Победникот, бензинецот на Ферари, се вградува во моделите на 488 GTB, 488 Spider и California T. Производителот од Maranello триумфираше во категоријата за најдобар мотор преку 4,0 литри во кој победи неговиот 6,2 литарски V12 агрегат. EcoBoost моторот на Ford повторно е најдобар во класата до 1 литар, а во категоријата од 1.0 до 1,4 литри за најдобар мотор е прогласен 1,2 литарскиот турбобензинец на компанијата PSA на Peugeot и Citroën, додека во класата од 1,4 до 1,8 литри триумфираше ланскиот вкупен победник BMW со 1,5 литарскиот турбомотор. Прв во категоријата од 1,0 до 2.0 литри агрегатот на Mercedes AMG, 2.0 турбобензинецот, а 2,5 литарскиот 5-цилиндарски мотор на Audi победи во класата од 2.0 до 2,5 литри. За најдобар мотор од 2500 до 3000 кубни сантиметри е прогласен 3.0 литарскиот турбобоксер со 6 цилиндри на Porsche, а најдобар еколошки мотор е електричниот агрегат на Tesla. Fiesta стекна огромна светска популарност за вкупно 4 децении колку е на пазарот. Компактниот модел е прифатен во Северна и Јужна Америка, во Азија докажано име во Европа. Тој дебитираше токму на стариот континент во далечната 1976 година, или пред точно 40 години. Првата Fiesta се нудеше само во верзија со 3 врати, а вкупната должина беше 3,5 метри. Се произведуваше во Шпанија, Германија и Велика Британија, а брзо ги стекна симпатиите на клиентите со своите компактни димензии и практичност. Сега, 40 години подоцна на пазарот е шестата генерација на Fiesta. Таа порасна на димензии, а е достапна во верзии хетчбек со 3 или 5 врати, како и седан за некои пазари. Основата на моделот се користи за создавање на други автомобили, меѓу кои кросоверот EcoSport. Производството на денешната Fiesta се одвива буквално во целиот свет. Шпанија, Германија, Кина, Русија, Бразил, Мексико, Тајланд, Индија. Fiesta е меѓу лидерите на пазарот во Европа, како и најдобро продаваниот автомобил во историјата на Велика Британија. Шестата генерација веќе ги доживува последните денови. Таа се појави пред 8 години, што значи дека наследникот веќе тропа на вратата.
Ја очекуваме веќе следната година, но пред тоа ќе видиме уште една верзија на овој модел – Fiesta ST со 200 конски сили или најмоќната изведба во историјата на моделот. Шкода објави дека освежената верзија на Октавија ќе биде проширена со воведувањето на нов ефикасен бензински турбоагрегат и адаптивна DCC суспензија. Новиот погонски турбоагрегат е 3-цилиндарски со работна зафатнина од 1,0 литар. Максимална моќност е 115 конски сили или 200 Нм вртежен момент. Во комбинација со 7-степена роботизирана менувачка кутија, новата модификација на Шкода Октавија е во состојба да се забрза од 0 до 100 км на час за 10 секунди и да развие максимална брзина на движење од 202 км на час, а просечната потрошувачка на гориво е само 4,5 литри на 100 км. Другата новина за моделската 2017 година на Шкода Октавија е воведувањето на индивидуализиран систем Dynamic Chassis Control или DCC, достапен кај моделите со максимална моќност од 150 конски сили па нагоре, вклучувајќи ги суперспортските Октавија RS и Октавија RS 230. Функцијата Driving Mode Select овозможува на возачот сам да ги регулира карактеристиките на работа на управувачкиот систем, роботизираниот DSG менувач и суспензијата во неколку начини, како и да го персонализира според условите на патот и потребите на управувањето. На барање на клиентите, Шкода испорачува аеропакет со насочени модификации со кои уште повеќе се зголемува ефикасноста на возилото. Неговите компоненти вклучуваат спортска шасија, која го носи телото поблиску до патот и со тоа го намалува струењето на воздухот, активни всмукувачи за воздух, кои обезбедуваат подобра аеродинамика и спойлер на покривот за понатамошно подобрување на протокот на воздух. Гумите се оптимизирани за низок отпор при вртењето. Сите овие подобрувања придонесуваат за намалување на потрошувачката на гориво. Целосниот пакет на Октавија секогаш овозможува нешто повеќе од конкуренцијата со тоа што дарижливо нуди повеќе простор и ја комбинира елегантната хеджбек форма со големата задна врата. Италијанскиот Fiat одлучи новиот спортски кабриолет моделот 124 Spider да го лансира на европскиот пазар во соодветен момент, пред самиот старт на летото, кога возењето со отворен покрив добива вистинска смисла. Иако механички е многу близок до Mazda MX-5, новиот 124 Spider визуелно представува микс на современ дизајн и ретро детали, кои водат потекло од истоимениот кабриолет од 1966 година, дизајниран од Pininfarina. Според зборовите на шефот на Fiat, Оливие Франсуа, нема подобар начин да се одбележат 50-те години од првиот Fiat 124 Spider, отколку со представување на родстер во стил на минатото, кој е комбиниран со совршена технологија. Стилските елементи, како што се заоблените фарови, шестаголната маска на ладилникот или посебно креираната хауба, се посветени на оригиналниот Fiat 124 Spider, кој беше представен пред точно половина век. Дизајнот на новината е од Centro Stile во Торино. Сите панели од каросериската обвивка се заменети и постигната е должина на каросеријата, што е за неколку сантиметри подолга од онаа на Mazda. Внатрешноста практично во целост е превземена од моделот на јапонците, со незначителни интервенции како управувачот, рачката на менувачот и седиштата. Fiat за покон го одбра 1,4 литарскиот Multi-Air турбо бензинец, кој за разлика од американската верзија, во која развива 160 конски сили, во моделот за европскиот пазар нуди 140 конски сили и 240 Нм.
Тоа е доволно автомобилот тежок 1050 кг до 100 да забрза за 7,5 секунди и достигне максимална брзина 215 км на час. Купувачите ќе можат да изберат еден од двата пакети на опрема, 124 Spider и Lusso, а во понудата се 8 бои на каросерија. Продажбата најпрво ќе започне во Италија некаде на средината на јуни, а само неколку недели подоцна и на пазарите во Европа. Mercedes-Benz официјално ја представи новата генерација на караванската E-класа. Како и незината предходничка, и оваа е опремена со дополнителен трет ред седишта наменети за деца, кои се вклопуваат во подот на багажникот во спротивна насока од насоката на движење на возилото. Волуменот на багажникот на новото комби е 670 литри, што е за 25 литри помалку од тоа на предходниот модел, но во исто време е за 105 литри повеќе од тоа на Audi A6 Avant и 110 од BMW 5 Touring. При склопување на задните седишта во пропорции 40-20-40, просторот за товар се зголемува до 1820 литри, односно 135 литри помалку од досега. Задната врата е електрична и може да се отвори безконтактно, само со движење на ногата под задниот браник. Уште во основната опрема за караванската E-класа доби воздушно подпирање со регулирање на височина. Носивоста на возилото е 745 кг. Модификацијата излегува на пазарот со 3 дизел мотори, 2 со 2.0 литри со 4 цилиндри кои развиваат 150 и 194 конски сили, како и 3.0 V6 со мокност од 258 конски сили. Бензинските агрегати се 2.0 литарски со 4 цилиндри со 184 конски сили и 211 конски сили, како и 2 V6. Првиот е 3,5 литарски со 333 конски сили, кој ќе се вградува во верзијата E400 Matic. Најмокниот е со 401 конски сили кој е наменет за E43 Formatic. Оваа верзија забрзува од 0 до 100 км на час за 4,7 секунди. Како опција за новото комби E-класа ќе биде достапен систем за забава Plug and Play за патниците позади. Тој се состои од два iPad-а лоцирани на подпирачите на предните седишта со соодветната програма. Освен тоа, во опремата на моделот ќе биде вклучен адаптивен круз контрол, систем за одржување растојание со возилото напред, кој делува и при брзина од 210 км на час, систем за автоматско паркирање при што возачот може да се наоѓа надвор од автомобилот, индикацијска техника, како и аудио бурместер со 23 звучници. За доплата, клиентот може да добие пакет Acoustic Comfort Package, која подобрува звучната изолација, како и специјално тонирани стакла кои ги абсорбираат и штитат од инфрацрвените зраци. Mazda Motor Corporation неодамно објави дека производството на легендарниот модел MX-5 достигна милион единици, 27 години по почетокот на составувањето на автомобилот во Хирошима. Оригиналната верзија на Mazda MX-5 дебютираше за време на меѓународниот салон во Чикаго во 1989 година, а втората генерација е прикажана во Токио во 1997. Во мај 2000 година моделот влезе во Гинисовата книга на рекорди за најдобро продаван двосет спортски автомобил со 531.890 произведени единици. Третата генерација на автомобилот станува реалност во март 2005 година, а во јуни 2007 е составен представник со реден број 800.000.
Производството ја достигна границата од 900.000 примероци во февруари 2011, а наред е четвртата генерација која ја доби ознаката ND. Случајно или не, благодарение на соработката со импортерот за Mazda Star Motors, добивме на управување еден представник на иконата од последното остварување со мотор од 2 литри со 160 конски сили и највисоко ниво на опрема Ultimate. Новите форми ја приближуваат можеби патеката до Toyota GT86 и Subaru BRZ, како и новиот Jaguar F-Type, но сепак, кога едноставно ќе застанете пред неа, асоциацијата е Mazda MX-5. Токму овде се крие мајсторството на јапонските дизајнери. Оваа изведба според нас има многу повеќе допирни точки со втората генерација отколку со третата, на која како да и недостасуваше повеќе слобода и разиграност. Новата MX-5 е пониска за 2, пократка за 10,5 см, а во широчина порасна за 1 см, што се мерки кои во милиметар се поклопуваат со првата генерација. Да се сублимира сето тоа од минатото и да се спакува во склад со современите трендови, рака на срце е вистинска умешност. Затоа Mazda MX-5 е една и единствена. Што се однесува до предниот дел, треба да се спомене дека и оваа изведба ја следи кодофилозофијата. Посебно треба да се обрне внимание на новата хауба со специфична форма. Овој елемент го прави автомобилот посебен, што е некако дел од креативноста на маздините дизајнери, не само кај овој модел. Родстерот изгледа како да е постојано во движење и додека е во мирување. Навистина необичен филинг, што секако го одвојуваат конкуренцијата. Посебно не воодушевија предните светла, мощно агресивни, тенки и впечатливи, со мала лед завршница која го нагласува на свој начин спортскиот дух. Светлосниот состав го завршуваат вертикално поставените лед магленки во долниот дел на браникот. Кога сме кај дизајнот, најважен дел за ваквиот вид модели секогаш е задницата. Тој дел секогаш бил кај патеката некако секси дизајниран, а кај последната генерација е нагласен со бочна линија, со акцент на специфичната форма на светлата и мощно високиот браник кој доаѓа до капакот на минијатурниот багажник. Дизајнерите на вистина се потрудиле и во интериерот, а од поединостите кои ни привлекува внимание ги издвојуваме комбинацијата на внатрешниот дел од вратите со апликации во боја на каросеријата, средишниот дел каде има изненадувачки доволно простор за рацете, одлично скроените рекаро седишта. Инструменталната плоча е исто така во ретро дизајн со 3 кружни елементи: брзинометар, покажувач на бројот на вртежите и мерачи за течностите во автомобилот и ред други индикатори кои навистина потсетуваат на минатото од автоиндустријата и некако даваат спортски шмек. За потполн филинг тука е и графиката и бројките. Управувачот е исто така добро дизајниран, мултифункционален и директен. Во склад на ова и централната конзола и отворите за вентилација, кои потсетуваат на старата MX-5, но со потполно нов, модерен стайлинг. Во овој дел се и командите од маздиниот Connect Infotainment состав, приземен од последната генерација на Mazda 6. Станува збор за еден од најдобрите мултимедиумски состави со голем број можности со екран од 7 инчи, чувствителен на допир, wireless Bluetooth, а аудиосистемот е Bose. Седењето е ниско и седиштата се некако поставени да се функционира во склад со тоа дали возите со отворен или затворен покрив. Што се однесува до седиштата, тие се навистина многу удобни, а имаат и странично подпирање и се е направено во еден дел и обложени се со кожа. Багажникот е конструиран како и кај многу други родстери, за неколку мали торби, но тоа е сосем реално ако се знае за тоа каков автомобил е пред вас, односно дека е искористен простор за склопување на покривот. Кога сме кај него, треба да истакнеме дека и кај оваа изведба нема никакви сервомеханизми, тоа е едноставен, мощно ефикасен, рачен состав кој не бара ни да излезете од автомобилот.
Со отворање на хаубата не дочека атмосферски 2-литарски агрегат со 4 цилиндри, надолжно поставен малку навнатре за да се задржи идеалниот размер на масата 50:50, како и ниското тежиште. Стартот е преку копча и оние 160 коњи знаат добро да забрефтаат со мал потисок на педалата за газ и да го заскокоткаат адреналинот. Врвната SkyActiv технологија е за прв пат во една ваква изведба со погон на задните тркала и со тежина нешто над 1000 килограми. Супер лесната нова изведба секако многу значи за подобрување на перформансите. Забрзувањето до 100 за само 7,3 секунди, а максималната брзина 214 км на час. Потрошувачката според декларираното во просек 6,6 литри на 100 км, а нам сепак со желба да извадиме максимум од автомобилот. Мерењата ни покажуваа над 8 литри. Со оглед на тоа што овде е совршено вклопена SkyActiv технологијата, треба да се напомене дека не се ни посомневавме во вредностите на крајно прецизниот 6-степен мануелен менувач. Шалта безпрекорно и само го надополнува чувството дека под вас е добро набилдан спортски двосет. Новата платформа, подобрената конструкција и подпирањето си го чинат своето. Умешно се пробивате низ градските метажи, а ги впива свиоците како од шега, без никакви поскокнувања или пролизгувања, зашто секако се грижи цел пакет од безбедносни и помошни системи. Родстерот ги голта километрите и ве предизвикува на свој начин, особено кога и ветерот ќе ви ја разбранува косата. Новата MX-5 навистина изгледа посебно, делува поагресивно и некако поотмено, особено кога е напукана со опрема каква што ние ја имавме во тесниот модел, па можете да уживате во сите благодати што ги нуди еден ваков родстер. Несомнено, затоа ова е најкупуваниот модел во својот сегмент, а дека е навистина топ, нема да ве засраме ни најмалку да ја паркирате покрај еден Jaguar, Aston Martin, Porsche и многу други статусни изведби. За вака спакуваната изведба треба да издвоите 34.930 евра, но тоа и не е баш многу во однос на ѕверките кои ги набројавме. Во Инголштад беше представена новата верзија на купето Audi A5, а покрај стандардниот модел компанијата ја представи и спортската S5 изведба. Моделот не носи големи промени, барем кога е дизајнот во прашање. На предницата доминира single frame маската и Matrix LED светлата, а автомобилот ја задржува атрактивната линија на бочниот дел. Audi ветува дека има драстичен напредок во поглед на возните својства. Благодарение на новата платформа, моделот е полесен за управување, а намалена е тежината за 60 килограми. Она на кое што германската компанија е посебно горда е што автомобилот е лидер во сегментот во поглед на аеродинамиката и коефициентот на отпор на воздух кој изнесува 0,25. Најинтересен од моторите е 3-литарскиот TFSI V6 турбомотор од S5 кој развива 354 конски сили и има 500 Нм, а овозможува спринт од 0 до 100 км на час за само 4,7 секунди. Во понудата се уште и два 2-литарски TFSI мотори како и трите TDI дизел агрегати со зафатнина од 2 и 3, а силата е во распон од 190 конски сили па се до 286 конски сили. Споредбата со претходниците покажува дека тоа значи повеќе од 17% повеќе сила и 22% помала потрошувачка. Купувачите ќе имаат опција да изберат меѓу 6 брзинскиот рачен и 7-степениот S-Tronic
менувач, а за прв пат се нуди и 8-степениот Tiptronic менувач. Тој е резервиран за врвните модели кои доаѓаат со кватропогон. Во внатрешноста доминира виртуелниот кокпит и бројните електронски команди, а се е направено во типична германска перфекција. Автомобилот има и разни опции за контрола со смартфон, систем за делумно автономно возење, првокласни материјали како и масажа во седиштето. Цените засега не се откриени, но во Ауди кажуваат дека стандардната опрема е значително побогата во однос на претходникот. Новото Ауди A5 и спортското S5 ќе стигнат во продажните салони во текот на есента. По 3,5 години присуство на пазарот, Масерати ја објави првата информација за новата верзија на предводникот Quattroporte и паралелно со тоа најави дека веќе се прифаќаат барањата за купување на возилото. Со обновен дизајн на екстериерот и интериерот, нови технолошки решенија и две нови нивоа на опрема Gran Lusso и Gran Sport, обновената Масерати Quattroporte се одликува со нов преден браник, модифицирана маска со активни вентили, дополнителни хромирани елементи, поинаква предна инструментална табла со 8,4 инчен чувствителен на допир со висока резолуција екран, нови копчиња и прекинувачи, инфокомуникацијски систем со Apple CarPlay и Android Auto функционалност. Новина во палетата на Quattroporte е пакетот Advanced Driver Assistance, во кој се вклучени адаптивен круз контрол со систем Stop and Go, систем за предупредување при ненамерно напуштање на централната линија, известување при опасност од удар со возило напред, автоматски систем за сопирање. Сите представници на обновеното Quattroporte се опремени и со посебен сензор за квалитетот на воздухот во кабината. Во палетата на мотори на Quattroporte се вклучени верзиите Quattroporte GTS со 3,8 литерски V8 мотор, на Ferrari со 530 конски сили, 3.0 литарскиот V6 со 410 конски сили, повторно на Ferrari и Quattroporte дизел со 3 V6 со 275 конски сили. Јапонците создадоа неверојатен минијатурен автомобил со електричен мотор и со каросерија од водоотпорен материјал. Мини автомобилот Rimono е создаден за градски густ сообраќај и е со димензија од само 2200 мм должина, 1000 ширина и 1300 височина. И покрај малата големина во кабината може да се сместат двајца возрастни кои седат еден зад друг. Ако е потребно, во задниот дел може да се монтираат две детски столчиња. Главните делови на каросеријата се направени од издржлив водоотпорен материјал кој обично се користи во производството на различни тенди и завеси. Машината тежи само 320 кг, а од метал се направени крилата, хаубата, вратите и рамката. Креаторите велат дека во сериската верзија на електричниот автомобил металните делови ќе бидат заменети со специјални пластични со стаклени влакна и тоа ќе доведе до намалување на вкупната тежина на возилото до 200 кг. Електромоторот кој го користи Rimono е со мокност од 5 кВт. Максималната брзина е ограничена на 45 км/ч, за да може машината да се управува и од помали возачи со дозвола за мопед. Со едно полнење на батеријата на автомобилот може да помине растојание од 50 км. На пазарот е предвидено јапонскиот електричен автомобил да се појави во текот на летото на 2017 година.